Уште една во низата на крводарителски акции беше реализирана денеска од 11 до 16 часот во просториите на Средното земјоделско училиште Моша Пијаде во Тетово. И во оваа акција, како што е случај со претходните, беа собрани повеќе единици крв. Интересот од учениците и од вработените во ова училиште е многу голем и многу сме задоволни. Почнавме денеска со акцијата на 2 смени. Првата смена почна од 11 часот предпладне и имавме добар број на крводарители, немаше никаков проблем со организацијата на крводарителската акција. Специјалистот по трансфузиона медицина, доктор Љулјета Исмаили Реџепи, ја објасни процедурата на пренесување и чување на крвта после дарувањето. Кога доаѓа дарителот, мора прво да се прегледа од страна на лекар. Се отвара картон со точни податоци, со матичен број, со све другите податоци. Легнува да дарува крв нормално со сите стерилни процедури, се дарува крвта. Постои еден ланец, го викаме ние ладен ланец. Значи тоа се работи за транспортот на крвта од местото каде се дарува до транспортирањето на одделот, после преработка на крвта, тестирањето за трансмисивните заболувања и до моментот на примањето на крвта од страна на пациентот. Постојат посебни фрижидери, апарати со оптимална температура за одржување на крвта, за да нема контаминација од надвор на крвта и да се чуваат сите компоненти од крвта како што треба по стандардни оперативни постапки. Лекарите постојано ја потенцираат важноста за дарување на крв, а сите граѓани на возраст од 18 до 65 години кои што се во добра здравствена состојба може да даруваат крв и во службата за трансфузиологија во Тетово секој работен ден.